председателка. Почитувам председател на Советот на јавни обвинители. Најпрво сакам да ве запрашам дали не сметате дека е редно да си дадете оставка сите членови? И ова тело да се расформира, бидејќи нема никаква суштинска потреба од него според тоа што вие го кажувате. Односно, единствено, дека не сте надлежни за ова, не сте надлежни за друго, единствено сте само орган кој што распределува. Односно, оние кои што исполнуваат услови да ги распределат каде треба да бидат обвинители или за унапредување. Но по сето она што се случува во целокупниот правосуден систем, каде што сте опфатени и вие, неминовно е да си дадат оставка и Советот на јавни обвинители, и Судскиот совет, сето она што се случува таму, бидејќи немаме никаква додадена вредност, затоа што секојдневно сме сведоци на скандалите кои што се случуваат во институциите кои што треба да се грижат за достоинството и интегритетот на судиите и обвинителите, како истите ќе бараат правда односно ќе спроведуваат правда кога немаат сигурност во органите кои што треба да ги контролираат и на еден степен треба да бидат над нив и да им дават соодветни сугестии како понатаму да постапуваат во одредени комплицирани случаи. Ова го зборувам бидејќи несериозноста во однос на самиот совет се гледа и од фактот што еве рековте дека функционирате со двајца членови помалку, бидејќи не се избрани од собранието на Република. Ве прашувам, знаете кога е објавен огласот, така? Пред 15 месеци се објавени огласите и после 15 месеци се стават на комисиска расправа. Тоа значи несериозноста на актуелното владино мнозинство, преточено преку актуелното мнозинство во собранието, несериозно ги подразбираат и ги сваќаат овие постапки, а со тоа ве надополнуваат и вас, бидејќи и вие имате недостаток на членови, а и да ги имате, нема да имаме некоја посебна разлика, бидејќи секоја година само иста слика се повтара и се полоши се перцепциите на граѓаните за судството и обвинителството. Еве конкретно ќе ве прашам, бидејќи сте председател на Советот на јавни обвинители, да се произнесете што подразбира членот 32 од Законот за Советот за јавни обвинители. Во ставот 1 вели: за член на Советот што го избира собранието може да биде избрано лице кое ги исполнува следните услови: да е државјанин на Република Македонија, дипломиран правник со најмалку 15 години искуство во правната професија, со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија се истакнало со научна или професионална работа или со свое јавно делување. Да не е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци, што го прави недостоен за да ја врши функцијата член на Советот.
Став 2. Членовите на Советот што ги избира Собранието се одредот на универзитетски професори по право, адвокати, поранешни судии на Уставниот суд, меѓународни судии и други истакнати правници, од кои двајца се припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. И внимавајте, ставот 3. Седницата на Собранието на Република Македонија, на која се избираат членовите од ставот 1 на овој член, е итна и се одржува во рок од 30, најмногу 30 дена од денот на изборот за членови на Советот што се избираат од страна на јавните обвинители. Ставот 1 е за член на Совет што ги избира Собранието. Во ставот 3 вели дека е итна и се одржува најмногу во рок од 30 дена од денот на изборот на членови на Советот што се избираат од страна на јавните обвинители. По овој основ, дали не сметате дека се пробиени роковите за избор после 15 месеци? Бидејќи од страна на службите и председателката на Комисијата за избори и именувања не добивме никаков одговор. Едноставно се обидува да го објаснат това, но се заплетка и по сугестии им беше кажано: остајте, нема што да навлегувате во оваа тема. Еве вас ве прашувам, видејќи вие сте првиот човек на Советот на јавни обвинители, да ја кажете состојбата токму со цитираниот член и ставот 3 од членот 32. Понатаму, кога зборуваме за извештајот, за кој што освен статистички бројки не гледаме ништо суштински, ќе ве прашам и во однос на тоа која доверба, која соработка ја имаат министерот за правда и председателот на Советот на јавни обвинители, ако сме сведоци дека денес целосно ве демантираше и се повика на вашата изјава во врска со записникот и цитирам што рекол министерот. Ваква изјава на председателот на Советот на јавни обвинители денеска ја демантира министерот за правда, Кренар Лога, велејќи дека не очекувал Јолевски како висок представник на судската власт да не ги знае законите и уставот. Внимавајте, министер за правда ви се обраќа и ви вели да не ги знае законите и уставот. Согласно уставот, вели Лога, министерот за правда е и член на судскиот совет, а оттаму има право да реагира и да бара да му биде доставен записник од седницата на Советот. Тоа се однесува на онаа фамозна седница на која што се разрешува, именува, назначува и самите не знаат што правеа во судскиот совет, каде што записник побарал министерот кој што е член таму, без разлика што нема право на глас, односно сепак е член и според тоа што ви го образлага, тој смета дека вие како прв човек на Советот на јавни обвинители не сте смееле да си дозволите вакви изјави, односно како висок представник на судската власт. Ова се зборови на министерот за правда. Овие обвинувања од министер за правда према председател на Советот за јавни обвинители, од вице-премиер за добро владење Грковска, која што за јавниот обвинител јасно и децидно се произнесе дека не сработил ништо, немал никакви резултати во неговото работење и немал никакво право да бара да биде уставен судија. Понатаму продолжува председателката на Државната комисија за спречување на корупција, која што вели дека нема основ и нема ништо сработено јавниот обвинител да бара понатамошен мандат за било каква функција. Сите овие препокувања на највисоките органи во правосудството доведува до она мизерна доверба која што ја имаме од страна на граѓаните во правосудните органи, а сето ова се потврдува секојдневно. Еве денес имавме презентација од страна на Индија и швајцарската амбасада која што ја поддржуваат парламентарната соработка. Истите имат направено анализа и јавното обвинителство е последно по доверба од сите можни институции. Последно. И од овде затоа ве прашав каде што
Министерот за правда ви објаснува, вели во членот 15 од деловникот на судскиот совет, предвидува дека записникот покрај останатите податоци содржи податоци за дневниот ред што е утврден на седницата, наводите, изјаснувањата и предлозите на присутните на седницата, спроведената расправа, донесените одлуки и резултатот од гласањето. Записникот се разгледува и усвојува на седница на Советот, а по евентуални забелешки, Советот донесува заклучок кој што е составен дел на записникот на кој се однесувала забелешката. Усвоениот записник од седницата на Советот го подпишува председателот на Советот и генералниот секретар, односно лицето што го водело записникот. Судскиот совет има обврска примерокот од записникот да го достави до членовите на Судскиот совет по електронски пат, каде што министерот ве демантира вашата изјава, а ова се однесува во однос на разрешувањето на Весна Дамева од председателка на функцијата во Судскиот совет, која се случи на 26 април. Министерот за правда побарал увид во записникот од седницата на која што таа беше разрешена, но до денес, како што велат оттаму, не го добиле записникот. Со ова министерот ве укорува и ви дава насока како понатаму да постапувате. А вие се повикувате на поделба на власта во однос на законодавната, извршната власт и судската, која што еве гледаме дека на директен начин имаат одредени конекции. Дополнително на ваквите состојби се надоврзуваат и изјавите на секој еден кој што не се нашол онаму каде што се гледал дека ќе биде. Односно, претходните председатели на Судскиот совет. Во конкретниот случај за Советот на јавни обвинители ви дојде критика директно од поранешен обвинител на така нареченото противуставно СЈО, госпоѓата Ристовска, која што вели, цитирам: Советот на јавни обвинители е извор на тргување со влијание и треба да се реформира. Се додека членовите на Советот на кандидатите што аплицираат за повисоки позиции отворено им кажуваат дека некој треба да се јави за да кандидатот биде избран, јасно е дека Советот е извор и тргување на влијание во обвинителството. И затоа сметам дека треба да се реформира. Подоцна изборот што Советот го прави, креира клиентелистички однос на јавните обвинители кон тие што лобираат за нивниот избор и сето ова неминовно води кон систем што не може да одговори на борбата со корупција и организиран криминал. Изјави, завршен цитат, Ристовска. На сето ова, повторно ќе кажам, оние кои што треба да се борат против корупцијата и криминалот и да ги санкционираат сите противзаконски дејања, се всушност препукуваат меѓу себе. Се надмудруваат кој повеќе знае, кој помалку знае. Министерот директно му се обраќа на председателот на Советот на јавни обвинители. Судскиот совет прави циркузијада неколкудневна за граѓаните да гледаат што се случува во една ваква институција и ние сакаме да имаме доверба во правосудните органи. Еве, од овде сметам дека сега да има испитување ќе биде помала од 1%. Односно само тие што се вработени таму ќе потврдат дека е се во ред и имат доверба, бидејќи не смеат да кажат дека самите не веруваат. Инаку нема никаков напредок во оваа област. Дополнително, дали, бидејќи вие се грижите за јавно-обвинителската служба да биде на ниво на кое што треба да биде, вие сте орган кој што ги избирате, треба да запрашаме или да го запрашате обвинителот. Дали и кога воопшто ги повика на разговор, бидејќи тие се тие кои што треба да ги санкционираат и самите оние кои што работат во правосудните органи. Еве, конкретно ќе ве прашам, дали имате сознание дека јавниот обвинител има обавено разговор во најмала рака со госпоѓата Црвенковска, која што изјави дека бизнис судски елити владеат во судството? Сето ова не е толку наивно. Сето ова е индиција
за влијание, тргување со влијание и криминал. Дали обвинителот презема соодветни мерки да поразговара и да види на што се однесувале овие нивни изјави. Дополнително на тоа, со самото разрешување на наредната председателка на Судскиот савет, госпоѓата Дамевска, која што исто така се произнесе дека ваквите постапки и ваквите состојби во Судскиот совет ќе бидат од влијание, односно ќе бидат во интерес само на одредени политички бизнис елити. Дали јавниот обвинител поразговарал на оваа тема, ги прашал на што се однесува, кои се индициите, кои се луѓето кои што вршат влијание, или истиот знаеме дека на секоја свечена седница во собранието е присутен, меѓутоа кога треба да се разговара на пратенички прашања да одговори, никаде го нема. А вие постојано се жалите дека вие одзел надлежноста и дека има многу поголемо влијание отколку вие како совет на јавни обвинители. Бидејќи и овде од собранието на пратенички прашања го запрашавме во однос на коридорите 8 и 10Д докаде се постапките, бидејќи тоа беше институцијата која што требаше да ги расчисти сите дилеми. Да се произнесува има или нема аномалии во постапката за надзорот, има или нема аномалии од страна на подпишување и превземање на одговорност од страна на владата, смислено со умисла за нешто што не е нивна надлежност. Со што се испумпуваат милионски суми на средства од буџетот на Република Македонија. Дали и кога ќе завршат овие постапки? И кој што многу така елегантно одговара, цитирајќи членови, дека 3 месеци треба доколку има конкретен подносител на кривична пријава, била обврската во 3 месеци да се произнесе дали ќе покрене или нема да покрене истрага. Народот и јавноста е таа која што го повикуваше. И народот и јавноста е таа која што треба да знае во овие рокови и да се разјасни целата ситуација, дали и кон кого и каде ќе се пренасочат и дали воопшто ќе има истраги. Не баравме детали, но истиот, како што знаеме, секогаш избегнува. Па еве, ваша одговорност е и тој, да видите дали ќе поразговарате со него и како понатаму ќе постапува, односно дали повторно ќе бега од соочување со јавноста и со граѓаните кои што се заинтересирани за вакви сензитивни предмети. Во однос на извештајот, кој што секоја година е идентичен. Ако минатата година разговаравме да имаме еден систематски преглед колку според вас, бидејќи вие ги добивате извештаите од јавните обвинителства, да имавме табела не навлегувајќи во суштината за што се работи и за кои предмети поединечно се работи, разговаравме, многу добро се сеќавам, да дадете податоци колку имаме затворени предмети во јавните обвинителства со резолуции, односно каде што не се покренати никакви понатамошни постапки. Бидејќи она ексклузивно право и дискреционо право на обвинителите дали ќе покрене или нема да покрене истрага, е тоа што во дадениот момент сите критики се свртени кон обвинителството и сите други органи правосудни го посочуваат како тесно грло, а затоа сметам дека во сите овие изминати години требало и вие да превземате соодветна одговорност, а секако и чекори врз основа на кои што ќе можевте да се анулираат ваквите појави, но не гледаме никаква проактивност од вашите заложби и работа, бидејќи повторно ќе потенцирам. Само разговараме дека немате доволно ресурси, немате доволно надлежности. Според обемот на работа и овие ресурси ви се многу. Бидејќи потенцирам, немате никаква суштинска обврска
бидејќи надлежностите, самите рековте дека ви се лимитирани од страна на јавниот обвинител, а во однос на надлежностите кои што ги имате, не сакавте да ги цитирате конкретно, но јас морам да ве потсетам на некои. Велите, односно во законот се вели, дава мислење на владата на Република Македонија по предлогот за именување и разрешување на јавен обвинител на Република Македонија. Тоа значи, јавниот обвинител бил со мислење од страна на Советот на јавни обвинители и сега е избран. Резултати имаме 0. Ги избира и разрешува јавните обвинители. Единствено ги избира од листата која што им е понудена. Нема некој одлучувачки фактор и што вие всушност превземате кога на оглас ќе ви се пријават кандидати кои што завршиле академија, кое е вашето право нешто воопшто да превземате, да промените или што испитувате кај овие кандидати или само формално правно дали имат поднесено барање, односно на огласот имаат аплицирано и таксативно наброените документи кои што им се потребни, вклучително и завршена Академија за суди и јавни обвинители. Каде што и таму видовме што се случува. Потоа утврдувате престанок на функција на јавен обвинител и одлучува во втор степен во постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на јавните обвинители. Одлучува, но доколку се смилува јавниот обвинител да ви достави документи, односно кога ќе ви ја достави. Одлучува за утврдување на нестручност и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител, ја следи работата на јавните обвинители врз основа на оцената на нивната работа согласно Законот за јавни обвинителство. Одлучува за привремено оддалечување од функцијата, постапува по преставки и поплаки кој што ви беше главен адут во овој извештај за работата на јавните обвинители, каде што самите сте контрадикторни, ќе ви го објаснам и овој дел од вашиот извештај. Одлучува по поднесено барање за дисциплинска одговорност, донесува одлука за член на Советот да може да врши непосреден увид во работењето на јавните обвинители, понатаму ги имате и другите надлежности кои што се таксативно наброени, меѓутоа немате суштински надлежности. Единствено сте орган кој што распределува кој, каде и во кој град да биде распределен, односно во кое обвинителство да биде распределен, а со самото тоа и немате никаква суштинска расправа за тоа кој треба да биде јавен обвинител или кој да биде унапреден. За бројот на обвинители кои што спомнавте дека сте имале 162 од вкупно потребни 244, зборувам за јавното обвинителство, ова година еве избравте и нови кандидати. Од академијата мислам дека истите стартуваа и со работа веќе. Ако не се во завршна фаза на избор. Така да бројката ќе се подобри, тука не ја спориме бидејќи доколку има потреба треба да има и повеќе обвинители, меѓутоа да имаме ефект од тоа, односно граѓаните да почувствуваат дека се спроведува законот и правдата важи за сите подеднакво, што во дадениот момент ви потенцирав. Најмала доверба и најмалку поверение истите граѓани имаат во токму јавното обвинителство. Кога зборуваме за меѓусебни недоразбирања, се вклучува и председателот на државата, господинот Пендаровски, кој што само повикува дека она што се случува во правосудните органи ги надминало сите граници, а всушност и тој има директен учинок, бидејќи предлага членови во судскиот совет. И сега единствено сите се повикуваат некој на некого. И на крајот никој нема одговорност. Сите префрлаат топка од еден на друг. И на крајот немате никаква одговорност кај што некој ќе биде разрешен или ќе си даде оставка. Но за тоа е повторно виновен самиот систем, кој што го правите директно по ваша мерка, кршејќи ги правилата, законите и уставот, за вас ништо не важи. На она што се повикуваше обвинителката Ленче Христовска,
го потврдува и самиот факт што во одреден период кога се избира јавни обвинители, конкретно кога се избираше и обвинителот во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, на неколку пати немавте кворум за работа. Ако беше за овој случај. Или при избор на некој други беше. За унапредување. Тоа само директно потврдува дека од вака поставените работи и она што го тврди обвинителката во одреден степен одат во иста насока. Односно, чекате некој да ви се јави за да можете да изберете или да некој да биде избран од основното во апелационо подрачје, односно да бидат унапредени во вишите јавни обвинителства. Меѓутоа, сето ова се потврдува од изјави внатре од самите органи. Ви потенцирав изјава на висок јавен обвинител кој што работеше во специјалното јавно обвинителство. Од она за изборот за кој што секогаш и сите беа зачудени за организиран криминал, каде што од 5 пријавени на крајот се сведе да биде избран господинот Абази, а сите беа зачудени од меѓународен фактор па до председател, до премиер, сите беа зачудени како тоа се случило, како се избрал, зошто се избрал и како дошло до ваков избор на кој што потенцира вие слепо си постапивте како што треба, понатаму ги унапредивте и избравте и нови обвинители од академијата во роднински врски и така. Продолживте со ваквите односно со ваквите назначувања и полнење на обвинителството, со што сметавте дека ќе ја подобрите перцепцијата пред секај граѓаните и довербата да истите пристапуваат и ви доставуваат соодветни податоци за да се гонат оние кои што го прекршуваат законот. Но гледаме дека немаме никакви резултати на оваа тема, па во самиот извештај најмногу се осврнувате на претставките поднесени од физички и правни лица во однос на јавните обвинители. Ова бидејќи и согласно Законот за јавно обвинителство, самите го потврдивте дека постапката за утврдување на одговорност на јавните обвинители за сторена дисциплинска повреда се спроведува по образложен предлог на јавниот обвинител на Република Македонија за сите јавни обвинителства и по образложен предлог на висшиот јавен обвинител за јавните обвинителства во висшето јавно обвинителство или во основното јавно обвинителство. Сето ова упатува согласно законската определба дека Советот на јавни обвинители на Република Македонија нема надлежност да врши надзор над законитото и навремено извршување на функциите на јавните обвинители, ниту пак да иницира поведување на дисциплинска постапка од причини што истиот одлучува по жалбите против одлуките донесени од страна на дисциплинската комисија за постапките утврдени на дисциплинска одговорност, што значи дека постапува како второстепен орган. Уште еден факт што сами го потврдивте дека немате никаква надлежност, ниту пак нешто можете да промените. Се повикувате на бројки, иако ова година имате само 182 представки, односно има намалување од минатата година од 231 на 182, што значи граѓаните дополнително ја губат довербата кај вас и нема никаков напредок, односно едноставно немаат доверба и не доставуваат повторно представки до вас за да и преиспитате соодветните постапки на јавните обвинители. Најголемиот број потенцирате дека се однесува на оштетени лица, а тоа е бидејќи самите граѓани не гледат можност и не знаат како да се ги подмират оштетните поварувања со што се оштетени и истите немаат доверба во самата институција. Но, во рамките на своите надлежности, повторно имате и побарано од повисоките јавни обвинителства да извршат надзор над работењето на посочените јавни обвинители кон кои има представки во пониските јавни обвинителства на кои се однесуваат представките, а со цел да се проверат изнесените наводи.
воедно преку вршење на надзорот по конкретниот предмет по високите јавни обвинителства се запознаваат со искажаните незадоволства во представките и се утврдуваат евентуални пропусти и незаконитости во постапувањето, кои може до властениот предлагач да представуваат основ за поведување на дисциплинска постапка во согласност со Законот за јавно обвинителство и да влијаат при оценувањето. Тоа е единствено укажување, но самите си утврдувате дека не е мал бројот на случаите кога извештаите се доставуваат со задоцнување во однос на дисциплинските постапки. Сега погледнете ја вашата контрадикторност во вашиот извештај. Велите, не е мал бројот на случаи кога се доцне со извештаите и не доставуваат соодветно, односно јавното обвинителство на Република Македонија не доставило извештаи по 18 представки. Јавното обвинителство. Вишото јавно обвинителство Скопје по 10, Вишо јавно обвинителство Битола, Гостивар и Штип по една представка, за која што не е даден извештај, заради што се доцни со одговорите до подносителите на представките од страна на Советот на јавни обвинители. Тоа значи, обвинителствата едноставно не се замараат со вас и не ви доставуваат извештај. За да дополнително во точка 3, во постапување по други поднесоци, вие велите, цитирам, вие сте си напишеле сами: разгледани и оценети се 28 годишни извештаи за работата за 2021 година на основното јавно обвинителство и годишниот извештај за работа на основното јавно обвинителство за година на организиран криминал и корупција на 4 виши јавни обвинителства и годишниот извештај на јавното обвинителство на Република Македонија, кои се позитивно оценети. Сега, погоре зборувате дека не ве почитуваат, не ви даваат извештаи навремено, немате никакви надлежности, а овде велите позитивно се оценети од страната на Советот на јавни обвинители. Самите сте контрадикторни на себе. Зборувате за позитивни извештаи. Кога имаме случувања во јавното обвинителство, секојдневни скандали, граѓаните не веруваат, меѓународните релевантни институции не веруваат, никој не може да верува во јавното обвинителство, вие велите дека имат позитивни извештаи. Да, позитивни ќе се извештаите ако ви дадат парче хартија и ви велат се е окей, се е добро. А погоре сами се жалите дека не ви доставуваат соодветни извештаи и благовремено не одговараат на вашите барања. Затоа можам да констатирам дека извештајот е единствено копирање од претходните години со мали статистички измени и немате ништо суштински направено во однос на подобрување на целокупната состојба во правосудниот систем и целокупното работење и на јавното обвинителство, а и на владење на правото, односно казнување на сите оние кои што постапиле спротивно на законот. И единствено сте институција која што само прераспределува по насока на некој кој што треба да крене телефон, бидејќи тоа го признаваат самите оние кои што се внатре во институциите и ги знаат подетално работите што се случува таму. Повторно, самата обвинителка се осврнува на тоа дека со начинот на кој што се избира се продолжува низата на клиентелистички однос на јавните обвинители кон тие што лобираат за нивниот избор и сето ова е неминувно води кон систем што не може да одговори со борба со корупција и организиран криминал. Сето ова се провлекува од најниските ешалони до највисоките ешалони во јавното обвинителство. Односно, јавниот обвинител не се произнесува по ниту една конкретен предмет, иако потенцира, баравме, заради јавноста, заради граѓаните, да самиот биде присутен и се произнесе по одредени прашања од страна на собранието и пратениците. А вие единствено имате улога да издавате според вас позитивни извештаи и да ги охрабрувате да продолжат со овој интензитет, бидејќи и друга надлежност и не можете
немате и не можете да постапувате. Затоа ќе ве замолам уште еднаш конкретно да одговорите за односите со министерот и недозволеното препукување помеѓу сите релевантни според закон и устав чинители во правосудниот систем, тргнувајќи од јавниот обвинител на Република Македонија, господинот Јовевски, вие како председател на Советот на јавни обвинители, министерот за правда, понатаму вице-премиерката за владење, за добро владење, поранешно за борба против корупција, се измислени функции, но правда немаме. Гледаме дека едноставно се трупат проблемите, немаме никакво доведување до завршеток и владење на правото, со што граѓаните конечно ќе добијат соодветна правда. И уште еден податок ќе ви потенцирам од страна на народниот правобранител, кој што потенцираше дека предистражните постапки според негови податоци траат и по повеќе од 20 години, а одредени истраги траат со години и некои граѓани и во време на нивното живење, односно на нивниот живот, не можат да ја остварат и да дојдат до правдата. Тоа се запрепастувачки бројки и податоци кои што ги дал народниот правобранител, а не опозицијата или некој кој што сака само да даде одредени податоци. Тоа се институции во државата кои што се грижат за правата на граѓаните и истите не можат да ги остварат. Затоа ве молам конкретно да одговорите, дополнително ќе поразговараме повторно на сите овие податоци за кои што ви спомнав, доколку имате соодветно образложение. Благодарам. Благодарам.